Надоместокот што социјално загрозените семејства во Македонија во моментот го добиваат преку центрите за социјална работа е понижувачки и е далеку од потребниот минимум за да се преживее. Токму затоа, ние се залагаме државата да обезбеди адекватен приход, што ќе биде повисок наместо сегашната социјална помош што им ја дава на граѓаните. Ова беше главната поента на трибината што во Виница ја одржаа представници од граѓанските здруженија 8 септември и Македонска платформа против сиромаштија, на која беше представена иницијативата за минимален достоинствен приход во македонски контекст. Беше речено дека државата треба да ја покачи социјалната помош на нивото на сегашната минимално загарантирана плата од околу 8.000 денари. Според присутните на трибината, тоа изгледа невозможно. Апсолутно е возможно. Само треба да се внимава како се трошат народните пари, парите на граѓаните. Граѓанската иницијатива 8 септември смета дека Република Македонија има нефункционален систем на социјална заштита. Ние сме според Устав социјална држава, тоа е во првиот член на Уставот, и Република Македонија е должна да обезбеди социјална заштита за нејзините граѓани. Буџетот на Република Македонија е огромен, и тој треба да се распредели со тоа што ќе се заштитат и најсиромашните граѓани. На трибината беа искажани и конкретни мерки за подобрување на статусот на социјално загрозените семејства. Како најважни беа споменати ослободувањето од партиципација за здравствена заштита, владата да ги преземе долговите и плаќањето на сметките за струја, а локалните власти обврските за сметки за вода и комуналии. Исто така се бара бесплатен јавен превоз и за овие категории граѓани. И останатите барања се за младите од таквите семејства, за да може да се образуваат како би го надминале тој степен на сиромаштија, или образованието треба да помогне во полесно наоѓање на работа, значи бесплатно сместување за студентите од најсиромашните семејства и за нив бесплатен јавен превоз и за нив да има полесен пристап до времени вработувања како за студенти во студентски домови, мензи, туристички бироа и слично. Граѓанските здруженија кои се залагаат за минимален достоинствен приход, својата иницијатива ќе ја достават до пратениците во Македонското собрание и ќе бараат измена на Законот за социјална заштита. Во меѓувреме ќе продолжат со организирањето трибини во 11 градови во државата.